Мицкоски, нема да има милост за никој. Таравари, пациентите се во стабилна состојба. Муцунски, 51 лице е испратено на лекување во странство. Господин Стефан, утеха нека ни биде верата дека споменот на праведниците е вечен. Председателката изрази сочувство до семејствата на жртвите. Светските медиуми известуваат за трагедијата во Кочани. Светот сочувствува со Македонија. Македонија во тага. Естрадата се збогува со колегите. Барање за притвор на 14 лица. ДНК, пат до вечноста. Премиерот Христијан Мицкоски на пресконференција изјави дека во 2024 година биле издадени само 12 лиценци за кабареја. Тој нагласи дека нема да има милост за никој, нека биде од било која политичка партија. Ова би рекол е масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција, нагласи тој. Министерот за здравство, Арбен Таравари, утрово информираше дека сите пациенти се во релативно стабилна состојба, а повредените кои беа испратени на лекување во странство се сместени во болниците и нивната состојба е под контрола. Сепак, министерот посочи дека денеска се јавуваат нови пациенти кои досега не се пријавиле, а двајца од нив веќе побарале помош во болницата во Штип. Среќа е што сите пациенти што беа донесени во болниците се во стабилна состојба. Сите 51 пациент кои беа транспортирани во странство, исто така се во генерално стабилна состојба. Сепак, имаме нова ситуација. Има пациенти кои вчера не се јавиле, но денеска се јавуваат. Апелирам до сите кои биле присутни на трагичниот настан во Кочани да се пријават, без разлика дали се чувствуваат добро или не. Ако не покажуваат симптоми, барем да се консултираат со матичниот лекар, изјави Таравари. Министерот нагласи дека сите кои биле присутни на настанот треба да се јават на лекар, дури и ако се чувствуваат добро. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска соопшти дека 51 лице од повредените во пожарот во Кочани се испратени на лекување во странство, преку кризниот штаб кој во изминатите 24 часа го координираше процесот. Дополнително уште 20 ќе бидат транспортирани во болници во Австрија, Словенија, Хрватска, Норвешка и во Унгарија. Тој посочи дека во тој контекст во текот на вчерашниот ден лично остварил телефонска комуникација со министрите за надворешни работи на Грција, Бугарија, Србија, Хрватска, Турција, Црна Гора, Холандија, Косово, Малта, Унгарија, Израел, Албанија, Босна и Херцеговина и Словенија, како и со Ричард Гренел во име на администрацијата на председателот на САД Доналд Трамп. Дополнително, председателот на владата Христијан Мицкоски телефонски разговарал со регионални и светски државници, вклучително и со генералниот секретар на НАТО Марк Руте, со председателите на владите на Хрватска, Бугарија, Белгија, Србија. Министерот најави дека денеска ќе бидат испратени и 6 пациенти во Австрија, 4 во Словенија, 4 Хрватска и уште 4 пациенти и во Норвешка и во Унгарија. За давање медицинска помош во земјата веќе е пристигнат медицински тим од Чешка, а во секој момент се очекува пристигнување на медицински тим од Израел и од Белград. Во секоја земја каде се испратени пациентите, додаде Муцунски, во Министерството за надворешни работи има определено контакт лице кое е достапно 24 часа за родителите и пациентите за каква било помош или поддршка, а контакт листата е јавно објавена на веб страницата на Министерството. Тој најави дека ќе предложи, од страна на службата за општа и заедничка работа на владата, да бидат покриени трошоците за пат и престој во странство за членови на семејствата на македонските пациенти. Министерот Муцунски посочи дека од наша страна бил активиран и механизмот за цивилна заштита на ЕУ, што претствува систем за координација на помошта помеѓу сите земји членки на Унијата и други земји од каде се очекува дополнителна помош во наредните денови. Поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан изрази сочувство до семејствата на починатите во трагедијата во Кочани. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија со исклучителна тага и жал ја прими злокобната вест за огромната трагедија во Кочани, во која животот го загубија голем број на наши млади чеда, а уште многумина се борат за живот. Но и во овие мигови на непоимлива скрб, да не заборавиме дека Бог е Бог на живите и дека во него нема мртви. Оттаму, иако е невозможно да се најдат човечки зборови за утеха, сепак, утеха на семејствата и блиските, но и на сите нам, нека ни биде верата дека споменот на праведниците е вечен и дека тие вечно ќе постојат во вечноживиот Бог. Се молиме троединиот Бог, Богот на љубовта, да ги прими душите на невино постраданите своји чеда во Едемската градина, а на нивните најмили да им даде утеха и сили, испраќајќи им ја својата небесна закрила. На повредените, пак, Бог, лекарот на се, да им дарува брзо закрепнување и исцеление, стои во соопштението на Македонската православна црква.
Председателката Гордана Силјановска Давкова изрази сочувство на семејствата на жртвите од пожарот на дискотеката во Кочани и порача дека не треба никогаш повеќе да дозволиме поради манипулација, корупција и занемарување на стандарди да страдаат невини жртви. Таа во своето обраќање по трагедијата во Кочанската дискотека, каде животот го загубија 59 млади луѓе, а 155 беа повредени, посочи дека ги посетила хоспитализираните во болниците во Скопје и додаде дека најтешко повредените се транспортираат на специјализираните болници во Бугарија, Србија, Грција и Турција заради добивање врвна медицинска нега и интервенција. Светските агенции ја пренесоа веста дека рано утринава во пожар во ноќен клуб во Кочани животот го загубија над 50 млади лица. Агенциите и медиумите се повикуваат на официјални податоци од Министерството за внатрешни работи и на податоци на релевантни македонски медиуми. BBC, повикувајќи се на Македонското Министерство за внатрешни работи, јави дека 51 лице загина во пожар во ноќен клуб во Македонија, а повеќе од 100 се повредени. Британскиот јавен сервис пишува дека пожарот избувнал околу 3 часот наутро за време на настапот на бендот ДНК, хип-хоп дуо популарно во земјата, а местото на одржување се уште горело неколку часа подоцна. На концертот, пишува BBC, присуствувале дури 1500 луѓе. Германската агенција ДПА засега само кусо ја пренесува веста на МИА дека во пожарот во ноќниот клуб во Кочани има најмалку 50 загинати. Американската Associated Press го цитира министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој пред новинарите во Кочани изјави дека во пожарот има 51 загинато лице и уште десетици повредени, чии роднини се собрани пред болниците, барајќи информации за нивните блиски. И француската агенција AFP јавува дека најмалку 50 загинаа во пожар во ноќен клуб во Македонија. Агенцијата објави дека пожарот избувнал во Пулс, ноќен клуб во градчето со околу 30.000 жители. За трагедија во Кочани утринава интензивно известуваат и регионалните медиуми, Хрватска Хина, српските агенции Бета и Танјук, Бугарска БТА, Црногорска Мина. По трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 59 лица, а 155 беа повредени, бројни земји и нивните лидери изразија сочувство и понудија помош. Председателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, изрази солидарност со народот на Македонија, посакувајќи брзо закрепнување на повредените. Председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, истакна дека срцето му е скршено од загубата на толку млади животи и дека Европската унија тагува со Македонија. Високата представничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, изрази длабоко жалење за трагедијата и посочи дека ја ги споделува тагата и болката на народот во Македонија. Министерот за надворешни работи на Грција, Јоргос Герапетритис, во телефонски разговор со македонскиот колега Тимчо Муцунски изрази сочувство и понуди помош, вклучувајќи спасувачки тимови и медицинска поддршка. Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис исто така изрази искрено сочувство и ја повтори подготвеноста на Грција да пружи помош. Бугарскиот председател Румен Радев на платформата X напише дека Бугарија ја споделува болката на граѓаните на Македонија за пожарот во Кочани, во кој загинаа и беа повредени многу луѓе. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изрази сочувство до македонскиот народ и премиерот Христијан Мицкоски за трагичната несреќа, истакнувајќи дека мислите и молитвите се со семејствата на жртвите. Амбасадорката на САД, Ангела Агелер, изрази сочувство на семејствата на настраданите и понуди помош на премиерот Мицкоски. Дополнително, бројни лидери од регионот и светот, како и меѓународни организации, изразија сочувство и понудија поддршка и солидарност со Македонија во овие тешки моменти. Граѓаните на Кочани и Штип се собираат на градските плоштади за да им оддадат почит на 59 загинати лица во пожарот во дискотека во Кочани. Со палење свеќи, положување на цвеќе и солзи во очите граѓаните се молат за упокојување на душите. Помеѓу загинатите во пожарот, како што информираат надлежните, поголем број се деца. Загинатите се од Кочани, Штип, Пробиштип и Скопје. Дел од загинатите се идентификувани, но дел од нив се уште не се идентификувани. Ова е трагедија од најголеми размери досега во нашата земја во која има 59 жртви, а од нив повеќето се лица од 14 до 25 години. Колегите, пријателите и обожавателите со болни зборови се збогуваат со музичарот кој го остави своето срце на сцената. Македонската и регионалната музичка сцена е завиена во тага по трагичната загуба на Андреј Ѓорѓиевски од групата ДНК, кој го загуби животот во катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. Неговите колеги и пријатели од музичката индустрија со емотивни пораки се простуваат од него, како и од останатите колеги, изразувајќи неизмерна болка и тага за нивното прерано заминување. Обвинителот Љупчо Коцевски, кој во Кочани ги координира активностите на тимот обвинители назначен да ги споделува истражните дејствија за несреќата во дискотеката Пулс, во која загинаа 59 лица, а над 150 се повредени, одржа пресконференција на која извести за најновите информации во врска со случајот.
Како што изјави, ново е тоа што во моментов има предлог за притвор за 14 лица, 6 плюс од обвинетите од вчера. Меѓу обвинетите, како што истакна, е и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Коцевски нагласи и дека градоначалникот на Кочани во моментов дава изјава. Вистина е дека македонското дуо ДНК кое го сочинуваат Владимир Блажев, Панчо и Андреј Ѓорѓиевски е формирано во 2001 година кога е пуштен нивниот прв сингл Девојка завезден со видеозапис. Вистина е дека вториот сингл Благодарам однапред представува евергрин во македонската музичка ризница и освен на првиот EP албум Пази дете, кој ДНК го издаваат во 2005 година, се наоѓа и на деби албумот Кажано е се. Понатаму во годините што следуваат своето музичко искуство Андреј и Панчо го пренесуваат и на други полиња повторно поврзани со музиката. Вистина е дека Панчо стана резидент диџеј во најпознатите и најголемите македонски и странски клубови, а потоа ја основа Sheer Shots Entertainment Agency преку која во Македонија донесе неколку светски и балкански R&B. Додека пак Андреј стана музички уредник на единствената музичка телевизија во Македонија, К15 и продуцент на шоуто Мојата звезда од кој излегоа многу нови музички таленти. Вистина е дека како соработници и пријатели со продуцентот Врчак, ДНК стануваат едни од основачите на продукција Република и први ексклузивци на истата. Забележителни се и нивните настапи на најпрестижниот македонски фестивал Макфест, каде настапија со Таа тоа го крие, Полна месечина и прв, двократни добитници се и на златна орбита на популарноста. А бројни се и нивните учества на хуманитарни концерти и фестивали како и на манифестацијата Топол културен бран во организација на Министерството за култура. Вистина е дека во 2010 година тие го издаваат деби албумот насловен Кажано е се, преку нивната матична куќа продукција Република, како продуцент се јавува Врчак, а албумот се состои од 18 песни, меѓу кои сингловите Полна месечина, Пази се од мене, Навлечен на тебе, Таа тоа го крие и други. Една година подоцна, во септември 2011, ДНК го одржува својот прв соло концерт во Метрополис Арена во Скопје. Вистина е дека во јуни 2012 тие го издаваат синглот Авион, како најава за предстојниот албум Срце. Албумот Срце, издаден во 2013 година, има 15 песни, вклучувајќи ги песните Како дада, Што сака нека биде, Од утро до мрак и други. Неколку месеци подоцна, во септември 2012, ДНК одржува акустичен концерт во Универзална сала Скопје, поддржани од камерен оркестар и бенд во живо. Вистина е дека во 2016 тие го издаваат албумот Уште еден ден. Овој албум има 12 песни, меѓу кои Само таа знае како, Најмила, Темно е, Она е од шутка. Во мај 2017 ДНК слави 15 години постоење со концерт во Метрополис Арена во Скопје. Вистина е дека на 3 декември 2022 година во арената Борис Трајковски се одржа јубилејниот концерт на ДНК насловен 20 години ДНК со кој се вратија на јавната сцена. Вистина е дека Андреј Ѓорѓиевски го загуби животот во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани спасувајќи млади животи. Во трагедијата животот го загубија и придружниот вокал Сара Пројковска, гитаристот Андреј Коларов, клавиатуристот Филип Стевановски, тапанарот на бендот Ѓорги Ѓоргиев, тонецот Игор Велков, битбоксерот Мартин Атанасовски, Буцо и фотографот Александар Ефремов. Мицкоски, нема да има милост за никој. Таравари, пациентите се во стабилна состојба. Муцумски, 51 лице е испратено на лекување во странство. Господин Стефан, утеха нека ни биде верата дека споменот на праведниците е вечен. Председателката изрази сочувство до семејствата на жртвите. Светските медиуми известуваат за трагедијата во Кочани. Светот сочувствува со Македонија. Македонија во тага. Естрадата се збогува со колегите. Барање за притвор на 14 лица. ДНК, пат до вечноста.